Добро утро и од мене во Слободен печат. Утрово, наместо од просториите на нашето студио, ние сме во просториите на Народна банка на Република Северна Македонија. Наши ваш утрински гостин е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Добро утро најпрво, ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување во утринската програма на Слободен печат најпрво. Би позборувале за премногу теми актуелни кои што во последно време ги чувствуваат и граѓаните, меѓутоа и стопанствениците, како ценовните шокови, растот на каматните стапки, инфлацијата, колку тука имаше влијание Народна банка, дали граѓаните повеќе штедат во банки или под перници, колку Народната банка може да влијае на деловните банки околу плаќањето на надоместоците за сите трансакции кои што се прават. Тоа се дел од темите кои што ги предвидовме за ова интервју. Наметнав дел од прашањата за кои што ќе зборуваме, така да повелете. Уште еднаш добро утро и повелете. Добро утро до вас и до гледачите на телевизијата и ви благодарам за поканата. Наметнавме неколку прашања околу ценовните шокови кои што ги имавме изминативе 2 години во Македонија. Она што можеше да се види и да се сумира како резултат, Македонија најмногу ги почувствува за разлика од европските земји. Во однос на висината, дури 2 пати беа повисоки цените и она што се случуваше кај нас во однос на државите во Европска Унија. Може ли да ја искоментирате цела состојба и зошто резултатите беа такви? Да, како што и самите посочувате, глобалната економија, вклучително и нашата економија, во изминативе неколку години се соочи со шокови од неекономска природа главно, но тие шокови имаа навистина досега невиден карактер и беа со јачина незапазена во изминатите 50 години. Да споменам, да се подсетиме, тука беше пандемијата како навистина голем неекономски шок со силни импликации во глобални рамки. Потоа тука се надоврза енергетската криза, кога цените на енергенсите, но и генерално цените на примарните производи на светските берзи достигнаа нивоа никогаш досега незабележани на берзите, на светските берзи, а потоа за жал следеа и воените действија, војната во Украина, а од неодамна се надоврзува и конфликтот Израел-Хамас. Сите овие шокови, кои што беа од невидени размери, секако неминовно се одразија врз глобалните економски текови, значи голем надолен притисок врз економската активност, а од друга страна нагорен притисок врз цените. Прво, ако ја погледнеме и самата Европска Унија, што се случи во рамките на Европската Унија, инфлацијата варираше од 6% во Франција и Малта до 20% во Балтичките земји. Нашата инфлација беше околу 14%, што покажува дека имаше и земји од Европска Унија кои што има и повисока инфлација од нашата. Меѓутоа, точно е, ако гледаме во однос на просечната инфлација во Европска Унија, која што минатата година изнесуваше 9%, а кај нас 14%, се гледа тој јас, односно сколемување на разликата во инфлацијата помеѓу нас и Европската Унија. И уште еден елемент кој што е многу значаен е структурата на нашата потрошувачка кошничка. Ако имаме во предвид дека шокот дојде од храната и енергенсите во главном, кај нас учеството на храната и енергенсите во нашата потрошувачка кошница е некаде околу 50%, а за споредба во Европската Унија нешто над 25-26%. Што покажува ова? Ова покажува дека ист глобален шок се манифестира со различен интензитет во одделните економии во зависност од нивните структурни карактеристики. Покрај структурните елементи, многу важен фактор е и институционалното однесување, односно политиките, мерките кои што се преземаат од одделните држави за соодветно справување со овие големи шокови. Така, анализите покажуваат дека во оние земји каде што мерките беа помалку таргетирани, беа погенерални во смисла на ограничување, намалување на даноци и слично, инфлацијата беше пониска. Затоа што тој тип на мерки спречува пораст на
цените, меѓутоа од друга страна бара голем фискален простор, затоа што тоа е трошок на државата. И сега прашање е која држава колку фискален може да го издржи, така е, токму така, колку може да го издржи, колку има простор без драматично с големи јавниот долг, зашто и за тоа нормално мора да се води сметка. Понатаму би како дополнителни фактори кои што влијаат на разликите во одделните економии е и степенот на ефективна конкуренција. Значи во економиите каде што има поголема ефективна конкуренција, тука и ценовниот притисок е помал. А дополнително влијае и фазата на циклусот во која што се наоѓа економијата, особено состојбите на пазарот на трудот. Значи има сет на фактори кои што ги објаснуваат разликите во одделните економии. Меѓутоа, оно што е особено важно и што би сакала да го потенцираме дека, иако минатата година тој инфлацијски диференцијал помеѓу нас и Европската Унија се зголеми околу 5% поени, ја гледам просечната годишна инфлација, оваа година тој инфлацијски диференцијал практично го снема. Ева, ако ги земам податоците во октомври месец, инфлацијата во Европската Унија во просек 3,6%, кај нас минатиот месец беше 3,5%. Што значи, ова движење што го гледаме, проширување на разликите, не е невообичаено. Ние дури ако се вратиме во нашата историја, може да забележиме дека кога имало шокови на светските цени на храната, на енергијата, нашата инфлација од европската се раздвојувало, меѓу другото и како резултат на сите овие фактори кои што ги споменав. Народна банка на сите овие ценовни притисоци одговори со зголемување на каматните стапки. Како растот на каматните стапки може да придонесе за стабилизирање на цените? Добро, не само ние, генерално, ако гледаме и во глобални рамки, овој инфлацијски шок, значи високи нивоа на инфлација по период на исклучително ниска инфлација, резултираше во промена на поставеноста на монетарните политики. Сите централни банки одговорија на овој инфлацијски шок со затегнување на монетарната политика. Практично тоа беше неминовност. Факт е дека овој не беше класичен монетарен шок, кој што во целост произлегува или доминантно произлегува од страна на побарувачката, меѓутоа сепак овој инфлацијски шок беше многу силен, широко дисперзиран, значи на речиси цела потрошувачка кошница, не беше сегментиран само. Не беше таргетирана храната или средствата за лична хигиена или само енергенсите, буквално беше навлезен во секаде. Точно е, речиси на цела потрошувачка кошница и траеше долго. Во таква ситуација централните банки немаат друг избор, освен да одговорат со затегнување на монетарната политика. Доколку се фокусираме кај нас, затегнувањето на нашата монетарна политика започна некаде при крајот на 2021 година поради два фактори. Едно беа иницијалните инфлацијски притисоци и вториот фактор, кој што исто така придонесе во иста насока, е притисоците кои што ги забележавме на девизниот пазар, а кои што во најголема мера беа одраз на енергетскиот шок, бидејќи токму есента цените на енергенсите на светските берзи навистина достигна историски највисоки нивоа и тоа веднаш се чувствува нормално кај нашата економија која што е енергетски исклучително зависна. Значи, нашата реакција започна некаде на крајот на 2021 година. Прво започнавме поумерено, како што впрочем правеше и генерално Централно-банкарската заедница, потоа и со поинтензивно затегнување на монетарната политика, со каматните стапки како еден од нашите инструменти, но не и единствен инструмент. Започнавме исто така со реакција наредната година, некаде пролета, април 2022 година, започнавме постепено и со зголемување на каматните стапки. Сепак, имајќи ја во предвид структурата на нашата економија, структурата на нашиот финансиски систем, ние не се ограничивме на делување само со каматните стапки, а активно влијаевме и преку ликвидносниот канал, а ги користевме и останатите монетарни инструменти, но и макропрудентни инструменти кои што ги имаме на располагање. Например, во повеќе наврати реагиравме со промени кај задолжителната резерва, која е исто така еден од монетарните инструменти. Нашите монетарни сигнали се обидовме да ги засилиме и со макропрудентни мерки.
иако целта и суштината и природата на макропрудентните мерки не е за справување со инфлација, тие се повеќе насочени кон јакнење на стабилноста на банкарскиот систем, меѓутоа делуваа во иста насока и практично ги засилија монетарните мерки. Како резултат, значи на нашата поставеност на монетарната политика, се забележуваат позитивни трендови, инфлацијата се намалува. Тоа ми е веќе следното прашање, кога треба да очекуваме инфлацијата да стагнира и да се врати на она претходно ниво што беше? Ние веќе кај инфлацијата гледаме позитивни трендови, морам да кажам. Еве, ако се навратиме наназад, врвот или највисоката стапка годишна, месец на месец, ако зборам, пошто има различни мерки нели за инфлацијата, врвот кај нас инфлацијата го достигна минатата година во октомври, кога беше близу до 20%. Од тогаш па наваму, на континуирана основа се забележува намалување на стапките на инфлација и последните бројки, октомври па и ноември, најновата бројка, се во оваа се во оваа насока, во октомври 3,5%, како што спомена, значи од 19 на 3,5%, а во ноември има на тамошно намалување на инфлацијата на 3,1%. Нашите последни октомвриски проекции предвидуваат дека просечната годишна инфлација за оваа година ќе биде околу 9,5%, иако месечната со ноември е пониска, меѓутоа причината е затоа што од почетокот на годината овие стапки беа повисоки, едноставно просекот за оваа година ќе биде повисок, околу 9,5%, но сепак очекуваме овие ниски стапки кои што ги гледаме во изминативе месеци да продолжат. За наредната година се разбира под предпоставка да нема некои поголеми надворешни, но и домашни шокови, очекуваме да продолжи овој тренд во линија со очекувањето за натамошно стабилизирање на цените на светските берзи на храната, на енергијата, кои што веќе оваа година гледаме значајно се намалуваат. Така да во отсуство на некои нови шокови очекуваме овој тренд да продолжи, инфлацијата да продолжи да се намалува и наредната година и на среден рок да се вратиме на оној историски просек за нашата економија од околу 2%. Нашите очекувања всушност се многу слични со очекувањата и на Европската централна банка за движењата на инфлацијата во еврозоната, во Европската унија пошироко, кои што очекуваат на нивниот таргет од инфлација од близу 2 да се вратат во некаде 2025 година. Но се разбира, инфлацијата зависи од многу варијабли. Клучно е да има прудентни политики, прудентна поставеност на макроекономските политики, за да овие трендови кои што ние ги гледаме во моментот продолжат и понатаму и навистина на подолготрајна основа ја стабилизираат инфлацијата и инфлацијските очекувања. Исто така, нешто што е многу важно е поголем фокус на структурните политики, затоа што тие се тоа што може да ја зголеми понудата, значи домашното производство, за да ја усогласи побарувачката со понудата и во основа да ја намали ранливоста на економијата на некои идни потенцијални шокови. Оттаму клучно е водење на здрави макроекономски политики, но и структурни политики, за да се задржи инфлацијската стабилност на подолгорочна основа. Влегуваме во еден период кога покрај инфлацијата и економијата испорачува послаби резултати. Какви се очекувањата на Народна банка во овој дел? Како што споменав, овие шокови со кои што се соочуваме во изминативе неколку години не се одразија само врз инфлацијата и инфлацијските движења, туку дефинитивно ја погодија економијата. Тоа може да се види и преку глобалниот економски контекст кој што е клучен за нас. Што ќе се случува во глобалната економија во голема мера ги детерминира и движењата во домашната економија. За жал, глобалниот контекст досега не беше многу поволен. Со пандемијата имаше голем пад на глобалната економска активност, потоа имаше закрепнување на глобалната економија, некаде со стапки близу 6%, но од минатата година се гледа тренд на забавена економска активност. За оваа година глобалната економска активност се предвидува да биде некаде околу 3,5%, за наредната година околу 3%, што
е пониско ако ние споредиме колку се овие глобални стапки на раст во споредба да ги земеме двете децении пред пандемијата, овие стапки на глобален раст се пониски од предпандемискиот просек. Сето ова покажува дека овие шокови немаа само краткорочни ефекти. Јасно е дека имаат и ќе имаат подолгорочни ефекти врз сите економии. Овој глобален контекст секако неповолно се одразува врз нас, тоа се гледа и преку странската побарувачка. Понизок глобален раст значи пониска странска побарувачка за извоз на наши производи и услуги. Оттаму и според нашите последни проекции, тоа се октомврискиот циклус на проекции, очекуваме порастот од 2,1% минатата година, растот оваа година да биде некаде околу 1,9%, а во оваа насока и се последниве бројки кои што неодамна ги објави Државниот завод за статистика за растот на економијата од само 1,2% во третиот квартал. Нашата проекција за третиот квартал беше 1,1%, чи малку е подобро тоа што ние го очекувавме, да. За наредната година, во линија со некои поповолни очекувања за глобалната економска активност, но и најавите кај нас за забрзување или интензивирање на инвестициониот циклус во домашната економија, кој што е впрочем и вградено во буџетот во среднорочната фискална стратегија, очекуваме постепено забрзување на економската активност, значи некои поповолни движења наредната година и на среден рок да продолжат овие, да речем, движења во просек раст од околу 3 до 4%. Иако реално гледано овие стапки од 3 до 4% кои што ние ги очекуваме на среден рок, се ниски стапки и се недоволни за побрза реална конвергенција кон повисоки нивоа на доход и повисок животен стандард. Оттаму клучниот фактор за да може ние да растеме со побрзи стапки се структурните реформи. Значи ние имаме голем број на структурни пречки, структурни предизвици кои што може да се адресираат само со структурни реформи. И тоа во трите клучни сегменти. Во сферата на обемот на физички капитал, значи потребни се зголемен обем на капитални инвестиции во државата. Пазарот на труд представува голем предизвик, голем проблем за нашата економија, а работната сила е еден од клучните фактори за долгорочен одржлив раст. И третиот фактор е продуктивноста, значи начинот на кој колку ние интензивно ги користиме факторите, трудот, колку продукти добиваме. Да, така да тоа се три клучни сегменти каде што е неминовно да има поголем фокус за да може да го зголемиме де факто долгорочниот потенцијал за раст на нашата економија и за намалување на нејзините ранливости. Како прв човек на Народната банка, ваш коментар околу тоа колку деловните банки им се најдоа на фирмите во овој период? Да, објективно, ако се навратиме на изминативе неколку години, во просек би рекла и покрај шоковите со кои што се соочивме, високо ниво на неизвестност, непредвидливост, банките обезбедија реално солидна кредитна поддршка на граѓаните и на компаниите. Кредитната активност не застана, таа продолжи цело време. Минатата година кредитната активност се зголеми за околу 10%. Оваа година има одредено умерено забавување, меѓутоа сепак таа расте. Со последните податоци вкупната кредитна активност е некаде околу 5%, при што можеби важно е да се потенцира дека особено беше значајна и солидна кредитната поддршка на корпоративниот сектор минатата година, кога беше 11% со оглед на енергетскиот шок и потребата, зголемената ликвидносна потреба на компаниите за справување со тој шок. Оваа година веќе и намалена е побарувачката од страна на компаниите, секако еден од факторите е веќе спласнува тој енергетски шок, а можеби влие и корекцијата во цените кај трошоците нели за задолжување. Така да, генерално, би рекла дека банкарскиот систем продолжи да обезбедува солидна кредитна поддршка, која што е значајна во овој период за справување со кризата. Кои се факторите кои што тоа го овозможија? Прво, банкарскиот систем беше добро подготвен пред
да започнат овие шокови, што во голема мера е резултат и на прудентната регулатива, регулаторните барања кои што ние ги наметнуваме како регулатор, зашто банкарскиот систем мора да е подготвен, шоковите не може да се предвидат и банкарскиот систем мора да е подготвен за шокови. И втора работа, како и што веќе споменав, во овие изминати неколку години ние преземавме голем број на мерки, вклучително и макропрудентни мерки, но и супервизорски мерки, кои што резултираа во јакнење на капиталните и ликвидносните бафери или резерви со кои што располага банкарскиот систем, а кои што беа клучни за да може да испорачаат кредитна поддршка. Ако банкарскиот систем нема доволно капитал, не може да испорача ни соодветна кредитна поддршка. Со оглед на состојбата на билансот на банките, тековната состојба, високото ниво на капитализираност на банкарскиот систем, во моментот банкарскиот систем има адекватност на капитал, која што е највисока во изминатите 15 години. И не само што е висока адекватноста на капиталот, туку и структурата, значи квалитетот, бидејќи има различни видови на капитал, најквалитетниот слој на капитал е највисок од тоа што досега некогаш бил. Ликвидноста на банкарскиот систем традиционално се одржува на солидно ниво и сето ова дава простор да банкарскиот систем продолжи и натаму да обезбедува на среден рок солидна кредитна поддршка. Според нашите проекции очекуваме кредитите на среден рок да растат со околу 7%. Значи 2% повеќе од колку година. Да. Ги прокоментиравме кредитите, да видиме каков е вашиот коментар кај депозитите. Мотивирани ли се граѓаните бидејќи каматните стапки кај кредитите се повисоки отколку каматните стапки кои што ги добиваат при штедење за депозити? Останува ни оној тренд да се штеди повеќе под перница или под душек, популарно народски кажано, или граѓаните се мотивирани да ги вратат депозитите во банки? Јас би рекла дека штедењето на населението во банкарскиот систем е со солидни стапки. Минатата година штедењето на населението порасна за околу 6%, а тој поволен тренд дури и забрзува оваа година, според последните податоци околу 7%. Се извинувам, Бернирке, тоа е благодарение на зголемување на каматните стапки за депозитите или едноставно се враќа до вербата во банките? Јас мислам дека е комбинација за сите фактори. Генерално би кажала дека довербата во банкарскиот систем генерално обстојува во целиот овој кризен период. Ние практично не се соочивме со големи повлекувања на депозити, особено имајќи ја предвид природата на овие шокови со кои што се соочувам. Имаше одредено мало умерено повлекување кога се случи војната во Украина, меѓутоа тој шок беше краткорочно, за брзо време надминат и навистина немаше некои позначителни импликации врз банкарскиот систем. Така да, генерално, затоа и посочив и покрај војната, неизвестноста минатата година, растот на штедењето на населението продолжи. Ние немавме пат на годишна основа на штедењето, а оваа година продолжува да расте со историски, би рекла, солидни стапки. Кои се факторите? Значи, секако, како што споменав, довербата е тука, не гледаме ние дека довербата е нарушена, а влијае и промената на монетарната поставеност и трансмисијата до каматните стапки за штедењето. Чи се забележува пораст и на каматните стапки за штедењето. Овој пораст кај каматните стапки особено е видлив кај денарското штедење. Тоа ми беше следното прашање. Повеќе имаме депозити во денари, растот е повеќе кај денарските депозити или кај девизите? Кај денарските депозити на населението, според последните податоци, мислам дека растот е околу 11% на денарското штедење, а девизното за 3%. Ние искрено и не сме изненадени, бидејќи дел од мерките што ги преземавме, макропрудентните мерки, но и користењето на заложителната резерва беа токму со цел потикнување на денаризацијата. Значи, повторно да се вратиме на таа патека на денаризација и оттаму овие трендови за нас се очекувани, што секако се полни. Значи, не само што расте штедењето на населението, битно е дека расте повеќе денарското штедење, што исто така говори и за довербата во домашната валута.
И уште една позитивна промена во структурата на штедењето, која што ја забележуваме, е растот на долгорочното штедење, што исто така потврда за довербата во банкарскиот систем, кое што расте со стапка од над 20% според последните податоци. Кога сме веќе кај деловните банки, не може да не споменеме дека наплатуваат буквално за се, за водење на трансакциска сметка, за наплата на одредена, за правење на одредени трансакции, за електронско банкарство. Има ли Народна банка тука некаков механизам за контрола на деловните банки и може ли тоа некако да се ограничи или евентуално, зборувам како механизам, да се спречи, да не се зема буквално за секоја трансакција одреден надомест? Веќе неколку години една од стратешките цели на Централната банка е поттикнување поголема финансиска инклузија или поинаку кажано полесен пристап на граѓаните до кредитирање, генерално до финансиски услуги, но паралелно со тоа и заштита на корисниците на финансиски услуги. Во оваа насока, да подсетам, ние веќе во сила е новиот закон за платежни системи и платежни услуги. Тој стапи на сила од почетокот на оваа година. Овој закон го подготви Народната банка во консултации со работка со Министерството за финансии. Меѓу другото, една од целите на овој закон беше зголемување на транспарентност и зголемување на заштитата на корисниците на финансиски услуги. Како, односно на кој начин се зајакнува заштитата? Прво, затоа што самиот закон содржи одредени директни ограничувања за наплата на надомест за одредени видови на платежни услуги. Второ, законот во основа го либерализира пазарот на платежни услуги и сега за прв пат во нашата историја, освен банки, платен промет може да вршат и други небанкарски даватели на финансиски услуги, се разбира, треба да бидат лиценцирани од Централната банка затоа што ќе работат со туги средства. И третиот важен елемент е со законот во голема мера се зголемува транспарентноста, се зголемуваат обврските на банките и други даватели на финансиски услуги да бидат транспарентни и јасни во комуникацијата со корисниците на финансиски услуги, за да тие навистина носат добро информирани одлуки. Ние, како Централна банка, ги следиме состојбите во банкарскиот систем и имплементацијата на овој закон. За таа цел, впрочем, формиравме и посебна дирекција во рамки на Централната банка, дирекција за финансиска писменост, инклузија и за заштита на корисниците на финансиски услуги. Оваа дирекција постапува по плаките на граѓаните, прави контрола и доколку се констатира непочитување на законската регулатива во овој сегмент, се изрекуваат корективни мерки спрема банките. Исто така, делуваме и превентивно, значи не само експост, како делуваме превентивно, се трудиме да влијаеме на нивото на финансиска писменост во нашата економија, каде што треба уште доста да работиме. Имавме анкети кои што ги спроведовме, односно ОЕЦД ги спроведе кај нас за да видиме каде сме, како стоиме споредбено, кои што упатуваат дека доста треба да се работи во овој сегмент, особено во ова денешно време, кога има големи промени во смисла на типови на услуги кои што се нудат, дигитализацијата на самите услуги, за да може населението добро да ги препознае користите кои што ги даваат тие финансиски услуги, но и ризиците кои што доаѓаат од нивното користење. Така да ние, значи, во континуитет ги следиме, максимално се залагаме на вистина за подобрување на животниот стандард на граѓаните и на вистина да носат добро информирани одлуки. Кога сме веќе кај животниот стандард, може ли Централната банка да влијае на нивото на доместуците кои што се плаќаат? Зборувам да се намалат за одреден процент трансакциите кои што се наплатуваат од страна на деловните банки. Да, значи прво самиот закон кој што го спомена во сферата на платежните услуги воведува одредени ограничувања. Например, да споменам, законот дава можност граѓаните да отворат платежна сметка со основни функции. Што значи тоа? Тоа значи дека ако отворат таков тип на
сметка за минимален месечен надоместок имаат право да користат повеќе видови на платежни услуги. Тековно тој надоместок изнесува 34 денари и вклучува одреден пакет, одреден број на трансакции, што е далеку поповолно од тоа што сега се соочуваме. А доколку граѓаните се од некој од социјално ранливите категории, тогаш не плаќаат никаков надомест. Значи тоа е пропишано со самиот закон. Понатаму, други примери. За затварање на платежна сметка, банките не треба да наплатуваат никаков надоместок. Имаше случаи кај што забележивме дека банките наплатуваа, имавме поплаки, поставивме по поплаките и задоволни сме што во еден партнерски однос со банките средствата беа вратени и сметаме дека веќе таа пракса е искоренета. Исто така не сме да се наплатува надомест за издавање на потврда дека платежната сметка е затворена. Ова се само неколку примери кои што ги споменувам дека се граѓански наменети за самите. Така е, дека буквално се наменети за заштита на граѓаните, особено граѓаните кои што се од ранливите категории. А инаку погенерално ако зборувам, отварањето на сферата на платежните услуги, која што веќе не е простор каде што може да делуваат само банките, туку може да влезат и други даватели. Генерално треба да создаде еден пазарен притисок врз банките за конкурентен притисок за погенерално намалување на платежните надоместоците кои што ги наплатуваат за платежните услуги. Може би уште една работа да ја споменам што е корисна за граѓаните, ние како Народна банка овозможивме една алатка која што е веќе на нашата веб страна, може да ја користат граѓаните, многу е практична, за 11 најрепрезентативни услуги, значи услуги кои што најчесто ги користат граѓаните, може да пристапат на веб страната и да проверат колкави надоместоци наплатуваат сите банки, за да може точно да знаат каде услугата најниско би ги чинела. Гувернерка Бежовска, ви благодарам многу за гостувањето утринско во Слободен печат. Кратко е времето за се оно што може да се каже од Централната банка. За крај, уште еднаш некаква препорака до граѓаните околу деловните банки и начинот на кој што може да се справат со плаќањата. Како и што посочив, ние правиме се што е во наша надлежност, значи донесена е законската рамка, која што навистина нуди голем број на предности. Апелираме до граѓаните да ги бараат овие своји права, кои што ги нуди законската рамка. А ако имаат било какви поплаки, сметаат дека некој од финансиските институции не постапува согласно со законската регулатива, слободно може да се обрата до Централната банка. И уште една новина која што би сакала да ја споменам, иако се работи се уште на тоа, ние тековно во соработка со другите финансиски регулатори работиме на нова регулатива за финансиски омбудсман. Тоа би значило посебна институција која што директно би била задолжена за постапување по поплаките на граѓаните, независно од кој финансиски сегмент тие доаѓаат, дали се однесува за банки или за друг тип на финансиски институции. Че се уште е во тек овој проект, но мислам дека се во ова покажува дека граѓаните и нивниот интерес се во фокусот на работењето на Централната банка. Уште еднаш ви благодарам за интервјуто. Ова беше гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска во утринската програма на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма и очекувајте го издавањето на денешниот весник, а секако следете не и на веб порталот. Ви благодарам за вниманието.